Во ова издание на Нова гостин е аналитичарот Арсим Зеколи. Тема е што се случува во етнички албанскиот политички кампус, улогата на ДУИ и ДПА, нивната кампања, едните за претседателските избори, другите во кампања да се бойкотираат претседателските избори. Господине Зеколи, вие сте активни на социјалните мрежи. Сабајлево предупредивте дека овие две партии, ДУИ и ДПА, кои се раководат, како што видите, од личности со патолошки страф од ВМРО ДПМН и платеничко херојство кон албанците, албанското општество ќе остане ретроградно во секој аспект, изолирано во регионот и без влијание како на билатерално, така и на мултилатерално ниво. За почеток на разговорот би сакал да ве замолам да го дообјасните овој ваш статус на Facebook. Пред се благодарам на поканата, па и во самиот статус мислам дека бев прилично конкретен и директен за улогата која денеска играат двете најголеми албански политички партии, а тоа е еднодимензионална, само во услуга на самите себе си, а не во услуга на граѓаните, во овој случај на албанците во Македонија. И тоа може да се докаже на секој начин. Ако сакате испоредбено, погледнете ги движењата во Косово, погледнете ги движењата во Албанија, вчерашната средба на премиерот Рама со Меркел, средбите на премиерот Тачи со Дачич и со други европски лидери, додека кај нас она што се сведува е посети по амбасади, одека протоколарни кои се прикажуваат како дипломатски успех. Од другата страна, ДПА во таа владина опозицијска игранка која игра веќе подолго време, со последните настани во Струга покажува дека не име цел. А зошто ми сметате, зошто вака сте ригидни во дефиницијата на ова дека овие две партии се раководат од личности со патолошки страф од ВМРО ДПМН? Па тоа е очигледно бидејќи патолошки страф, тоа се така. Бидејќи они сами се автори на таа политика дека победникот во албанскиот кампус треба да биде партнер на владеачката партија. Она што го гледаме сега, па и за жал можеби подолго време, тоа е ВМРО ДПМН. Од друга страна, во ова комплетно партизирана држава, администрација, политичка сцена како сакат од страна на ВМРО ДПМН се знае кој пија, кој плаќа. И самиот однос на двете водства укажува јасно на тоа. Вие ќе чувате критики од страна на господинот Ахмети, упатени кон секој, почнувајќи од председателот Иванов, па се до, како љуби да каже, публицисти, аналисти, но нема да го чуете еден збор да каже против господинот Груевски или господинот Мијалков. Истото се случува и од страна на господинот Тачи. Наоѓа на време за критика на сите, и од ДУИ, и од своја собствената партија, и од јавноста, и од СДСМ, и господинот Пендаровски, но нема да го чуете критика да упати кон господинот Груевски и господинот Мијалков. Ајде ДПА дека се поактуелни со овие превирања кои се случуваат во Струга, како го објаснувате тоа што сега се случува во ДПА, односно тој некаков раскол кој започна од струшкиот градоначалник? Искрено кажано, не сум изненаден на некој начин, тоа мислам и го една изјава и во еден интервју го предвидов пред 3 или 4 месеци. Не ми изненадува бидејќи ова е нус производ на резултатите од локалните избори, од губењето на Тетово од страна на ДПА и Сади Беџети и добивањето во Струга преку Зиедин села. Се разбира, оној кој ги држи општините во овој момент кога сте во опозиција, тој може да ја диктира и правцот до кој се одвиваат работите во самата партија или само промоција. Тоа секако на господинот Тачи очигледно не му одговара и посебно кога станува збор за еден млад лик без никакви багажи од минатото, како што е господинот Села. Во овој случај и ова не ми беше малку ми изненадува интензитетот, и оштрината се која настапи господинот Тачи, но не сум изненаден воопшто од судирот. Бидејќи тоа веќе може да се наследи преку некои други потези, преку, например, чудното инсистирање на ДУИ за номинација на господинот Муса Џафери и господинот Мерко и тргањето од листа на господинот Арбен Лабеништи. Значи, две млади, потполно некорумпирани, надежни, со, може да кажам, помалку или повеќе европски манири, прифатливи, од солидни семејства,
високо почитувани во Струга, дотолку повеќе што пред месец дена господинот Цело беше во САД, имаше контакти како со американската администрација, конгресмени, беше пречекан од косовското и албанското лоби на највисоко можно ниво, и прито имаше контакти и со лобито, турското и израелското лоби во САД. Сака да кажете дека овој конфликт се должи на некаков страв од можен пораст на харизмата на Села во рамките на партијата и Тачи се осеќа загрозен во смисла на тоа дека ќе го загуби лидерското место. И двете партии се чувствуваат загрозени од појава на било кои нови ликови кои се прифатливи за, да кажеме, поголемиот број на албанци кои се неопределени, бидејќи, знаете што, и демографската структура се менува. Се повеќе има образовани албанци, се повеќе луѓе кои гледаат надвор од овие граници, се повеќе посебно албанци да се споредуваат со, например, пробој на млади сили во Приштина и во Тирана, Шпенд Ахмети во Приштина, Еди Рама во Тирана, и се споредуваат со два лика кои за овие 10 години се меѓусобно докажување кој е поголем виновник, кој што јас потpuno се слагам со нив, и со Ахмети и со Тачи, кога се обтужуваат меѓу себе си, но не гледа дека нема ништо, никаква перспектива за обичните граѓани. И се замислете, јас не можам да го по политиката нема коинциденции воопшто. Па затоа не може да го сметам како коинциденција тој паралелен настап кон два лика кои се навистина дава некоја надежда нешто подобро. Како во ДУИ, така и во ДП. Арбен Лабидништи и Зједин Села. И кога ќе разберете дека станува збор за Струга, кој е туристичко место и со големи приходи, и кога ќе покаже, ќе видите кого нуди како алтернатива Тачи и Ахмети, тоа ќе е јасно дека не станува збор за никакви права или албанско прашање, се тоа е едноставно бизнис. Ајде може да проанализирате малку што значи оваа позиција на ДУИ во однос на претседателските избори, повикуваат на бојкот на претседателските избори, одат на парламентарни избори, на кои се надеваат дека ќе останат, ќе ја задржат позицијата во власта, што отвара прашањето како ако се повторно во власта повикуваат на бојкот на претседател, ќе земат мандат министрите на ДУИ од тој исти претседател кој ќе биде избран на тие избори. И сега се поставува прашањето која е ствари позицијата на ДУИ, што се обидуваат да издействуваат со ова? Па, во ред, пред се да се гледаме ситуацијата како што е сега. Било кој аргумент кој го нуди ДУИ е во најблаго кажано дискутабилен или контрапродуктивен или поразителен за самите нивни. Дали сакаат тоа коалиционен партнер или сакаат консензуален партнер? Ви што разбравте? На јавност имаше проблеми со Јас одамна и следите од поблиску, па мислам дека сте можност некако да ако вие не ги разбирате тогаш кој друг. Оддавна не се обидувам да ги толкувам изјавите на господинот Ахмети или Муса Чафери, они се сами контрадикторни со самите себе си. Тоа е став на партија, сепак не зборувам за изјави на поединци, тука е став на партија, таа партија оди со една таква кампања многу експлицитно за бојкотирање на претседателските избори. Што очекуваат од тоа да произлезе како ефект за нив самите и нивното позиционирање во новите политички констелации кои ќе бидат составени по изборите? Ке ви одговорам ваката, да замислиме тогаш еве после два месеца, доколку се избира, например, господинот Пендаровски. Има една ситуација која за ДУИ неповолна. Во овој момент на затегнати односи со ВМРО-ДПМН, тие се затегнати, но не поради односот помеѓу македонците и албанците, туку поради партиските интереси кои се загрозени во власта. ДУИ останува без свој сојузник на било кој ниво, нити во легислатива, нити во екзекутива, за да може да игра и колку толку да влие на политичката сцена. Нема влие. Тоа може да се случи можеби во вториот круг, но и тоа е прашање, тоа сепак останува на граѓаните да одлучат. Тоа е главниот момент. ДУИ е свесен дека и они полека доаѓаат до ситуација во која веќе лично се засегнати од немањето никаков импакт
на водењето на политиките и тоа се гледа. Што е со шпекулациите дека сепак дуи со тоа што самите сакаат првиот круг од парламентарните избори да биде во исто време со вториот круг од претседателските, практично на тој начин некако потајно да го поддржат кандидатот на нивниот актуелен коалициски партнер ВМРО-ДПМН. Да, но приказната за консензуален кандидат дојде после 9 цврсти не, кои ги доби Али Ахмети од господин Груевски и од господин Заев. И тогаш настапи со тој став, ако веќе некаде да играте со мене, јас ќе расипам играта. И тоа е. Но тоа сепак не е доволно. Зошто? Бидејќи на тој начин сметаш дека ги придобие албанците врз етничката карта. Но ДПА постави своји кандидати. И сега е прашање на кого конкретно, не веќе за консензуале, туку на кого конкретно мислите? Кого предлагате? Дали е тоа Пендаровски очигледно не им чини за консензуален, како што кажа самата Ермира Мехмети, Иванов не чини, Илјаз Халими не чини, во ред кого е? За кого станува збор? Дали е тоа Лазар Еленовски, дали е некој, дали Агнон Буџаку? Да знаеме, но немаат. Едноставно, во овој момент... Дали е цело да пропаднат изборите како такви, за да се потврди тезата дека Македонија сепак мора да бира председател во собранието, дека не држи вода овој избор на председател на директни избори. Дали тоа е целта која Али Ахмети сака да постигне, да рече да, успеав, тоа беше... Докога таа целта се поставува прашањето што правеле тогаш последниве 3 години во власта. Зошто тоа не го дискутирале на време? Бидејќи ова не е нешто... Бидејќи може биле одбиени од коалициониот партнер, а на овој начин доколку пропаднат претседателските избори, ќе се испостави дека сепак биле во право и на тој начин другите ќе мораат да нивната пред 5 години не кажува дека е завршена приказна и дека следниот претседател ќе биде или албанец или консултант како сакате. Значи ова не е било никаква непознаница ни за нив, ни за ВМРО-ДПМН. И сега имаме повторување таа ситуација. Сега господинот Ахмети во изјава за Зери вели пако добро ако не е сега, тогаш за 5 години, за 10 години. Мислам дека намерно, и тоа е дуи навистина се мајстри во правење димни завеси, во кои успева да се протнат и да ги измегнат прашањата во ред, но како конкретно тоа, кој е бенефитот во овој момент кој го добиваме, како граѓани? Ние разбираме за бенефитот на партијата, но како се преведува бенефит за граѓаните? Зошто? Вчера господин Ахмети изјавува дека ние сме способни да вршиме секоја функција. Да, ја верувам, секако дека има. Но до сега имаат неколку општини. Имаат заменик председател, 10 години, премиер. Имаат 5 министерства. Само пропагандата што ги одржува во тој привид дека нешто се е сторено, но граѓаните тоа не го гледаат. Ретроградноста се приметува на секој чек, кој тоа физички само прошетате низ чај и гледате дека од секоја година иде наназад и наназад. Тетово, најголемиот албански град. Под шара нема вода. И секој ден треба да слушаме образлагање од господјата Теута Арифи, како тоа наследиле не знам колку милиони евра и сето, па тоа го знаеле пред избори. Да вратам на претседателските избори. Што доколку изборите успеат, биде избран председател, што ќе прави тој? Пак не ми е јасно, ќе прифати мандатот за нив нелегитимен председател, бидејќи според нив не треба да се бойкотира? Пак, судејќи по примерите од минатото после изборите, тие тензии спласнуваат веднаш, бидејќи завршува кругот во кој членовите на ДУИ се наоѓаат себе си на кандидатски листи, се делат позициите и тогаш спласнува тензијата. Веќе тензијата е во тоа, кој каде ќе се најде. Немам никаква двојба дека ДУИ ќе најде веднаш начин да се договори со ВМРО-ДПМН, како да се надмине и поразот да се прикаже како успех. Очекувате ли вие дека албанците ќе излезат на гласање сепак? Господин Халими вели не поминаа тие времиња кога може во стадо да се луѓето третираат сега гласа и сега оди не гласа и поинакви се времињата и дека секој ќе се одлучува согласно со сопствената граѓанска свест и совест. Дали очекувате дека албанците ќе излезат на гласање со оглед на тоа што влијанието на ДУИ не може да се каже дека е
незначително во етничка албанската заедница. Сами кажате секој својата совест и своите ставови, и затоа ќе почнат сами од себе, јас немам да гласам на овие избори, ни на претседателските, ни на парламентарните, бидејќи знаете како е, кога нешто повторувате дека целта на сите овие избори на некој начин да се даде прилик на нормалност, а ништо не е нормално. Денеска читав и тоа не е само за албанците, туку и за македонците. Но кога господинот Волески каже дека ова се интересни избори, кога господинот Иво Орав денеска изјавува дека треба да бидат демократски било што, а никој не го чита господинот Аренс кога вели дека за да имате успешни избори треба да имате и попис. И тоа чувство дека некако насила, и тоа од сите 4 политички, и СДСМ, и ДПА, и ДУИ, и ВМРО, ДПМН, како да има некој премолчан договор да се покаже дека се е нормално, дека во ред идеме, пак и се љутиме, пак и се мириме, пак и правиме нешто, но јас жалам. После 24 декември да се зборува за парламентарна демократија кај нас. Очекувате ли одзив во етнички албанското гласачко тело? Одзив, верувам дека да, има. Не кој знае колку голем, но сепак бројот на луѓе кои се зависни од двете политички партии е така што ќе обезбеди привидна бројност и демократичност. За сега видовме обид од кандидатот на опозиција Стево Педаровски да се обрати на албанците, односно на албански, да некаква кампања во тој дел од населението. Дали таа има ефект? Има ефект, за жал, тој ефект го читам по реакциите на ДУИ и на ДПА, кои најдоа веднаш замерки за тоа, бидејќи не бил акцентот добар, па не може да не купите своја парола и се тоа. Кога ги видите такви нервозни реакции, значи дека има импакт. Сепак се чувствува. Но од друга страна, имам кажано порано и повторно ќе повторам. Факторот на албанците во прилог на Пендаровски е само делимично поради тоа што господин Пендаровски имал еден коректен став, не само кон албанците, во воопшто кон зачување на еден нормален политички дискурс во јавноста. Аналитичност, покажување на фактите какви што се. Оно што е најважно е тоа дека сепак во Пендаровски албанците, ма мислам и другите, препознаваат клучно тоа што не е корумпиран, тоа што не е познат како, да кажеме, конфликтозна личност која настапува, да кажеме, со контрадикторни ставови кон другите, дека е млад и дека носи некоја позитивна шанса. Ни Иванов нема проблем со некаков имидж за корумпираност и не, но сепак знаете што од кандидат се очекува надеж. Нов кандидат, од претседател кандидат се очекуваат резултати. Во тоа е така да тоа и преноста и маната на претседател Иванов. Пак ќе кажам, мене не ми се допаѓаат сите овие исмејувања Казахстан и сите тие други работи, и сепак кои работи греши за тие 5 години. Но конкретно, например, да ви дадам илустрација. Многу се дава време и важност на некои хумористични димензии, се избегнуваат пораките. Затоа кога станува збор за Казахстан, пак ќе кажам, повторив пред неколку дена, во таа компарација, како илустрација со претседателот Месич од Хрватска. Месич кога отиде во Хрватска, тоа беше комплимент и шанса за Хрватска. Бидејќи они во него гледа човек со искуство, човек кој имал, се покажал и на домашна политичка сцена во борба за одбрана некои правила и како некој прозорец кон Европска унија, кон Европа. За жал, кај нас нашата ситуација е обратно. Кај нас ние добиваме тоа дека сме биле во Казахстан, но јас сум скептичен дека тоа нешто значи. Какви се ваши очекувања Илијас Халимитеш кога се претпостави дека ќе го помине првиот круг, што ќе се случи со тие гласови во вториот круг? ДП ќе ги насочи експлицитно кон кандидатот на владеачката партија? Или ќе се придружи на ДУИ за бојкот, што ќе биде малку незгодно бидејќи сега се на спротивни позиции? Пред се мислам дека во вториот круг вниманието на двете партии ќе биде 90% на парламентарните избори, ово другото веќе двета комплик. Свршен чин, така да нема премногу да се замарат со тоа. И второ, што може да кажат? На било кој начин да кажат излезете, тоа може да е
некому да не му иде по волја. Големата излазност не е по интерес на ДУИ. Немојте да излегувате, тоа пак повторно ДПА нема да го каже. Така да мислам дека едноставно ќе биде правите што сакате, нема да ви се мешаме, но важноста е во првиот круг да биде што помал број. Мислам тоа е главниот фокус и на ДПА и на ДУИ. Мислите дека и ДПА оди на тоа да има што помал број на избирачи етнички албанци на првиот круг на претседателски избори? Што помалку албански гласови во кутијата на Педаровски. А во кутијата на Педаровски, мислите? Да. Што на известен начин работите и едната и другата партија работат на некој начин на агендата на Иваново, ако може имплиците да го тоа толкува. Во агендата на владачката партија. Тоа е очигледно, тоа сум спремен било кој време и со луѓето од ДУИ ДПА да го прави. Онаа јавна конфронтација на Заев на Тачи со Заев, како ја коментирате? Мислам дека не вреди коментар. Едноставно, дури во политиката постои една работа и сите овие прашања. Еве, ме натеравте сега да навлезем и во таа тема. Знаете, кај нас се форсира еден морален конзервативизам за ликовите, кој кому праќал СМС, кој со кого се дружи, кој се до тоа. Виде, тоа мене воопшто не ме интересира. Она моралното што ме интересира е едноставно сведено во функција на политиката, тоа е кој е корумпиран. Тоа е кој со кого се дружи, што прави за време, преку ден или преку вечер. Одлука на Тачи така жестоко да се исконфронтира со Заев. Тоа беше обид за дискредитација. Тоа беше обид за дискредитација и враќање на услуга. Бидејќи ДПА не доби ништо од тоа, но ВМРО ДПМ не доби. Тоа едноставно беше еден недостоен гест. И дури доколку се вистините, тоа не се објавува. Како толкувате феноменот Сушико, ресторанот Сушико кој најнаш стана многу од скопски ресторан кој најнаш стана многу познати во сите албански средини низ Македонија? Па очигледно знаете што муштериите ја прават фамата, па можеби затоа луѓето од Александар Палас треба да бидат малку љубоморни, бидејќи организираат толку средби, тоа што го имаме слушано помеѓу господинот Ахмети или господинот Џафери со Мјалкови, нема реклама. Така да, дали, во што е скандалозното? Скандалозното е во тајновитоста. Скандалозното е од настапот на ДУИ, во кој тоа се дали видите во тоа препознавате веќе направен договор, Сушико договор, за една коалиција? Меѓу ДПА и ВМРО ДПМН, или е тоа игра на ВМРО, ако вие од ДУИ не сте баш послушни, ние имаме алтернатива, двете ни се тука при рака, партии ќе имаме избор практично. Знаете, тој договор не е од Сушико, тој мислам дека од подолго време и на индиректен начин самиот господин Ахмети е виновен за тоа. Бидејќи кога вие импонирате на политика за тоа што го кажав, дека албанци да може да ве критикува, да ве напаѓаат, вие воопшто не ве гајле. Но еден збор во било кој македонски медиум и целата партија се вознемирува, покажува дека вие немате гајле што мисли вашиот електорат, бидејќи го купувате, го подмитувате, го цензурирате и после неколку години, 5 или 6 години на таква политика, вие не може да го префрлите на Тачи, дека во ред, ако така ќе играме, тогаш ќе играме на овој начин. Затоа не знам дали во ДУИ повеќе е тоа лутина или е љубомора, зошто господин Мијалков сега не е сам нивен ексклузивен партнер, туку очигледно дека има и нека љубовна врска и со господин Тачи. На крај да ве прашам уште за импактот од изборите и претседателски парламентарни. Дали овие игри, овие кујни партиски и позиционирање на интересите партиски ќе се одразат понатаму по изборите врз субстанцата на меѓуетничките односи во државата? На внатрешен план може да има реперкусии, бидејќи знаете што вие може да имате колку сакате добри музиканти, но кога нема пари никој нема да свири. Но кога ви промовирате политика на избори заснувана на тоа кој колку буџет има, вие создавате зависност кај граѓаните кои ќе бидат мирни, кротки, послушни се дека има пари. Кога нема, вие тогаш знаете што, бебето почнува да плаче и не ве прашува. Но ќе има реперкусии на надворешен план. Бидејќи било кој човек кој наблюдува од страна и следи, вика па ред same old, што викаат американците, истите ликови, на исти позиции речиси,
што да очекуваме од нив? Предпоставам дека и дуи ДПА одат во кампања повторно со тоа дека тие се тие кои ќе Македонија ќе изнесат на евроатлантските перспективи и ги блокираат, дека тие ќе обезбедат за етничките албанци во Македонија да се приклучат кон НАТО, кон Европската унија. Сега прашање, било кој да биде во коалиција, дали мислите дека ДУИ или ДПА ќе вршат притисок врз едната или друга партија која ќе биде во власта, тоа прашање се реши поскоро? Или ќе имаат истата позиција како и досега? Последните 2 години беа 2 години во кои Брисел покажа исклучителен интерес за решавање. Да. Последните 2 години министри за европски интеграции беа од ДУИ и за одбрана. Немаше прогрес, има очигледен длабок регрес, за кој мислам дека јавноста знае можеби само 30%. Кој е аргументот кој ми дал за право да очекувам било каков оптимизам за дека било кој некој нов лик ќе ги потоне работите? За да кажете дека има редефинирање на односите внатре, ДУИ и ВМРО под услов да победат, дали ќе остане се исто или ќе на некој начин квалитативно ќе дојде до некакво редефинирање на тие односи внатре во коалицијата? Апсолутно не. Не верувам, не гледам зошто само поради тоа што се држуваат избори дека ќе дојде некоја промена на културата или поимањето на политиката или улогата на политичарите во оваа власт. Воопшто не гледам никаква причина за тоа. Дотолку повеќе што гледате дека има еден дводимензионален дискурс. Во политиката се уште зборуваме за консензуален претседател, прашањето со името, меѓуетничките односи. Но и вие и јас знаеме и ови гледачите дека 98% од диалогот кој го водиме дневно е за парите. А во тоа е тој заеднички именител на сите 4 политички партии. Ниедна од нив нема конкретна идеја и има понуда што да се прави со една земја која денеска веќе каже и ЦИА и Европска унија дека сме на дното на Европа. Ова е само, сите овие приказни се дим за одвлекување на вниманието во кој профитот иде на контото на политичарите, а за граѓаните ќе биде ко преживи причање. Ви благодарам што сте гостин во студиото. Благодарам.